Го спомнавме, односно ги спомнавме стиховите во 14 глава Откровение 6 и 7. Јас би започнал од таму. Првата ангелска вест. Откровение 14 глава 6 и 7 стих. И видов друг ангел како лета посреде небото, имајки вечно Евангелие, за да им го проповеда на жителите на земјата и на секоја народност, на секоје племе и јазик и народ. Изборуваше со силен глас: бојте се од Бога и подајте му слава, зашто дојде часот на неговиот суд, и поклонете му се на оној кој го создал небото и земјата, морето и водните извори. Немам намера да зборувам за првата ангелска вест, меѓутоа, меѓу другото, гледаме дека покрај Евангелието, вечното Евангелие, покрај налогот да се проповеда, 3 месеци гледаме како треба и како е најдобро и најуспешно, пораката да се боиме, да имаме стравопочит кон Господа, затоа што дојде часот на неговиот суд, време во кое што живееме, времето на судот, и на крајот некако ова вест не повикува на почетокот, не враќа на почетокот, односно не повикува да се вратиме таму на почетокот кога Господ создаваше. Па ајде да отидеме на почетокот, да видиме што се можеме да научиме од почетокот, конкретно од падот на Адам и Ева. Често пати зборуваме и влечеме драгоцени поуки од оваа 3 глава на Битие, меѓутоа неисцрпна е навистина. Значи, имаме во 1 глава создавањето, описот на создавањето. Ете, Господ му открил на Мојсија како ја создал планетата Земја и се што е на неа. Шестиот ден, вели таму во 24 стих од 1 глава, и Бог рече: земјата нека произведе живи суштества, секој според неговиот вид. Интересно, внимавате што вели овде: земјата нека произведе. Како тоа земјата ќе произведе? Па сите се од земјата. И ние сме од земјата. Господ ги создал, да, меѓутоа сите се од земјата и се враќаат таму во земјата. Сите, ако направите едно испитување, ќе видите дека сите елементи се слични на оние, се подудараат со оние елементи што има во земјата. Значи, земјата ќе произведе живи суштества, секој според неговиот вид, добиток, лазачи и земни зверови според нивниот вид, и бидна така. И Бог направи земни зверови според нивниот вид и добиток според неговиот вид и сите лазачи на земјата според нивниот вид, и Бог виде дека е добро. Но Бог не застана тука со создавањето во 6-тиот ден. Еве гледаме што создал во 6-тиот ден, но таму негде при крајот, да кажем, или не знам кога било, во 6-тиот ден Бог рече да направиме човек според нашиот лик, според нашата сличност, и нека владеат, значи човек од луѓето, над морските риби, над небесните птици, над добитокот на сета земја, над сите лазачи што ползат по земјата. И Бог го создаде човекот во својот лик, тој го создаде во Божиот лик, ги создаде машко и женско. И Бог ги благослови, им рече: плодете се и множете се и така натаму, и владејте со земјата. Каква чест! И се било добро, и во 2 глава повторно малку едно проширување на овој текст од крајот на 1 глава гледаме, значи повторно Адам и Ева, имаме тука и саботата, 7 ден спомнат на почетокот, дека Господ се одморил, па како Господ им дал да обработуваат земјата, градината. И таму негде 16-17 стих ја дава Господ единствената забрана. Се им било дозволено, се било нивно, со се можеле да владеат. И само една забрана. 16-17, Господ Бог му заповеда на човекот, велејки: јади слободно од секое дрво во градината. Имајте, многу јасно. Јади слободно од секое дрво во градината. Но да не јадеш од дрвото за познавање на доброто и злото. Во денот кога јадеш од него,
навистина ќе умреш. Тоа било единствената забрана. И за жал, како на мало дете, кој ќе му кажете не пипај таму, баш таму ги пипа. Во третата глава, значи многу кратко трае убавината на тој ново создаден свет и таа хармонија, радост на првите луѓе, што ја значи Господ ги создал за да ја населат, да се множат и да ја населат планетата. Во третата глава веднаш ја имаме змијата, го имаме лукавиот, кој што сака да ги размрси, да ги замрси работите, и вели змијата беше полукава од сите полски животни што Господ Бог ги направи. Таа и рече на жената. И сега видите, навидно ова е многу глупаво прашање. Јасно Господ рекол, јадете од секое дрво во градината, нели така им заповедал. А сега змијата вели, прашањето е, вистина ли е дека Бог рекол да не јадете од ниедно дрво во градината? Ова е глупаво прашање. Како тоа од ниедно дрво, па што ќе јадат тоа? Меѓутоа, лукавата змија знае што прави, односно непријателот. Најлукава вели од сите полски животни и непријателот се послушил преку неа. Не е глупаво. Глупаво е. Прашањето самото по себе е глупаво. Меѓутоа, што има за цел змијата? Да ја навлече на муабет како прво Ева. Значи, како што вчера читавме еден стих, утринскиот стих во Јован 14:30 беше, кога Исус вели, иде кнезот на овој свет, ајде да тргнеме да си одиме тука, ја немам ништо со него, односно тој нема ништо во мене. Ете, толку е лукав и вели овде, сакам да кажам, моментот ми беше да не треба воопшто ни да застануваш, ни да правиш муабет со него. Ако те навлече на муабет, готово. Веќе тоа е првата грешка, каде што после може многу лесно да се лизнеш. И ја навел на размислување Ева со тоа. Видите, ова е нешто слично како во една прилика на Исуса фарисеите му поставуваат едно такво глупаво прашање, ама пак за да го искушаат. Матеј, 19 глава, 3 стих. Значи можете да држите прст во 3 глава Битие, Матеј 19 глава, 3 стих. Внимавајте какво прашање му поставуваат. 19.3. И фарисеите му пристапија, го искушуваа, јасно стои, дека кој им била целта, го искушуваа и рекоа, дали смее човекот да ја остави својата жена поради секаква причина? Мислам, прашањето е глупаво. Значи, било каква причина и оставија. Меѓутоа, прашањето е поставено за да го навлечат Исуса на разговор, да видат, значи, и да го фатат, нели, како што често пати тоа го правиле, да го фатат на некој збор, за да го истожикаат по тоа и да се решат од него. Слично и овде, значи, ѓаволот вели, вистина ли дека Бог рекол да не ке јадете од ниедно дрво во градината? И сега жената веќе навлечена и вели на змијата, смееме да јадеме плод од дрвата во градината. Само за плодот на дрвото што е среде градината, Бог рече не јадете од него, и што и требало да го додаде овој дел, веќе е навлечена и веќе, овој дел е можеби еден од клучните за незиниот пат подосна. Значи да не јадеме, но и да не допираме. Значи едноставно можеби она се сватила, иако Господ јасно кажал, кога Господ кажува така е, не може сега ти да тоа го толкуваш. Може би си велила, штом не треба се јаде, значи не треба ни да се пипа. Исто како малите деца, нели, кои ќе му кажеш тамо не пипај. Значи, не смее ни да пипа, ни едноставно опасно тоа. И не допирајте го, за да не умрете, вели. И готово веќе, муабетот почнал. Таа е во мрежата, а змијата ни рече на жената, на вистина не ќе умрете. Што сака да каже? Господ лаже, Господ ве лаже. Господ лаже, и еве од кои причини лаже, 5 стих, Бог знае дека во оној ден кога ќе јадете од него, ќе ви се отворат очите. И вие ќе бидете како Бога.
Ќе станете како него, распознавајќи го доброто и злото. Значи, Господ е љубоморен, Господ не сака да, значи, сака да ве држи тамо покорени, тамо на некој пониско ниво. Он не сака да испливате вие на тоа повисоко ниво, да бидете еднакви со него. Тој е љубоморен. Едноставно сака цело време да ве држи покорни и затоа ви рекол и забранил да не јадете тоа. И сега внимавајте, ова е 6 стих, е она кое што ќе ни биде клучно за темата. После целата оваа конверзација, жената виде, жената искусува, има искуство, лично, гледа, дека дрвото е добро за јадење, значи сега почнува да се резонира од целиот тој муабет претходно, чекај сега, па може би змијата право вели, заборава, веќе се потиснува Божиото откровение, она што Бог го кажал, во претходната глава, претходно. И почнува да резонира, виде дека е добро за јадење, значи, па не гледа некоја разлика посебно од плодовите на другото дрво, како што денеска луѓето имаат проблем да сватат што па сега мора сабота да ја славиме. Зашто? При сабот има 24 часа и недела, што се разликуваат тие денови? Нема некоја разлика? Па да, ама Господ рекол. Тоа е разликата, најголемата, што воопшто постои. Но жената види дека дрвото е добро за јадење, пријатно за очите и дури и дрво пожелно за да се постане мудар. Од каде ова? Значи, тој плод демек бил погоден за да се постане мудар. Затоа што змијата збори. Змијата и кажала, ако читате во Патриарши пророци, дека еве, јас пошто вкусив од овој плод и станав мудра, ми се даде мене дар на говор. Кај се видело, значи, да проговори змија или било кое живо суштество на планетата, освен човекот. Значи сега, Ева е веќе во недоумица. Таа мора да избере, дали да го послуша Божјото откровение, Господ јасно кажа, дека штом ќе вкусат, ќе умрат. Или да верува на своите очи, да верува на своите искуства, на оно што го искусила, го доживува, гледа, резонира, нема ништо страшно во плодот. И сега се вика, па зошто? Не е забранет овој плод? Значи, се и изгледа, се оди во тој правец дека змијата добро збори. Се изгледа така. Што ќе направи? Но Ева се уште се колева. Зошто? Односно, поради тоа нејзино колебање, што направила змијата? Ова го немаме во Библијата, меѓутоа затоа не е духот на проштво. Еве зашто не треба да изговори и не треба да пипаме, да го пипаме плодот. Што направила змијата? Сеќавате ли што вели Елен Вајд во Патриарши пророци? Скинала од плодот и дала во рацете. Еве читаме, змијата скинала плод од забранетото дрво и го ставила во рацете на Ева, која уште се колебала, се уште се колеба, се уште не одлучила. Кога ќе послуша? Кој е лажгото сега? Кој лаже? Дали Господ кога кажал да не јадеме, или сега змијата вели, еве, ќе станеш мудра, ќе ти се отворат очите и така натаму. Значи, змијата скинала плод од забранетото дрво и го ставила во рацете на Ева, која уште се колебала. И сега, што се случува? Потоа ја подсетила на зборовите од Божјата забрана, што самата пред малку ги изговорила. Божјата забрана, која што сушност не е Божја, туку тоа е она што Ева си го додала. Ја подсеќа и вели, не треба да гибате, што вели овде преводот, не гибајте во него за да не умрете. Меѓутоа, како што не умрела кога го пофатила плодот, рекла змијата, така нема ништо да ти наштети и ако го јадеш. И Ева веќе, значи тоа што го искусува, го фаќа, го допири, го гледа со очи и вели, па еве, па нема никаква промена, нели требаше да умрам. Го допира, ништо не се случува, нема никакви последици, се е исто. И сега се вика, па ништо нема да биде. Значи, по логика, го допрев, не ми е ништо, па и ќе каснам, ништо нема да биде. Еве зашто таа самата се навлекла многу лесно, значи да падне подосна, кога му рекла
на ѓаволот дека не треба ни да пипаме плодот. Ако се држела до она што Господ го кажал, може би немало да дојде ситуацијата до овде. Продолжава натаму Елен Вајт и вели: кога видела дека она што го сторила не и донело никакви лоши последици, Ева се окуражила. Тоа е окуражило, ја охрабрило да го направи следниот чекор. А потоа, гледајќи дека плодот на дрвото е добар за јадење, убав за гледање и дека е мощно привлечен за знаење, скина плод од негови вкуси. И сега внимавајте, плодот имал мощно пријатен вкус. Не било до вкусот, што бил забранет. Значи, плодот имал мощно пријатен вкус, доека го јадела и се чинило дека чувствува некаква живототворна сила, че сега поведено на оние зборови што ги слушнала од змијата, и сега и се причинува дека добива некоја сила, навлегува во некоја нова сфера, вообразувајќи дека преминува во некој повисок степен на животот, како што тоа нели го велела змијата. Кинела плодови и јадела, значи сега станала веќе ненаситна, почнала да кине, да јаде, може би си мислила колку повише изедам, толку погоре ќе отидам. Без страв, значи стравот веќе исчезнал, а потоа, откако самата сгрешила, станала орудие во рацете на сатаната да го упропасти својот маж. Во состојба на необична и неприродна возбуда, со полни раце, со забранети плодови, го побарала и му раскажала се што се случило. И сега, ако го читаме Библијата, ќе видиме дека многу оскудно ни кажува за тоа како Адам паднал. Имаме некој 1-2 стиха, ја би прочитал во прво послание Тимотеево 2.14. Прво Тимотеево послание 2.14. Значи 2.14. И Адам не беше измамен, туку жената беше измамена и падна во престап. Стихот јасно кажува, Адам не бил измамен, Адам свесно ќе го направи чекор. Че Ева била измамена, Ева имала конверзација со змијата и паднала на тоа. Адам никаде не читаме дека имал средба воопшто со змијата и разговарал со неа. Туку Ева му доаѓа со полни раце плодови и сега му раскажува што било и како било. И внимавајте цитатот што вели понатаму. На лицето на Адама се појавил израз на тага. Зошто? Зато што веднаш сватил што се случи. Веднаш сватил дека Ева сгрешила. Веднаш сватил. Веднаш. Изгледал изненаден и збунет. Кога ги слушнал зборовите на Ева, тој кажал дека тоа веројатно бил непријателот, од кој според даденото предупредување толку многу требало да се пазат и дека таа според она што го кажал Бог мора да умре. Јасно му е надо. Веднаш. Од прва. И понатаму оди цитатот и кажува. Но таа го наговорила и него, и тој да јаде, повторувајќи ги зборовите на змијата дека не е вистина и тие ќе умрат. Еве, ништо не се случува. Се е исто. Нема никакви знаци на смрт. И сега Адам искусува нешто, гледа, и го гледа тоа, значи дека нема ништо, никаква промена, иако Господ рекол, како што рекол. Докажувало дека тоа што го кажува змијата мора да е вистина, бидејќи таа на себе не чувствува никакви траги од Божја казна, туку напротив, прекрасно и освежувачко влијание кое секоја нејзина способност ја проникнува со нов живот. Така вообразила таа, како што се чувствуваат инспирираните небесни вестници. Адам сватил дека Ева, пречекорувајќи ја единствената забрана што била поставена за да се испита нивната верност и љубов кон Бога, ја престапила неговата заповед. Во неговата душа се водела ужасна борба. Сега се води борба кај Адам. Дали да го прифати Божјото откровение и да не касне од плодот, или пак еве да
верува на тоа што ќе му го кажува Ева и тоа што тој го гледа, значи, навистина не гледа никакви знаци на смрт. Ништо не се сменило. Се уште не гледаме знаци тука на смрт. Во неговата, значи, душа се водела ужасна борба. Очајувал, што и дозволило на Ева да се одвои од него и да остане сама. Но сега делото веќе било сторено. Тој мора да се одвои од својот животен сопатник во чието друштво наоѓал своја радост. Како да се помери со тоа? Адам се радувал што може да разговара со Бога и со своите ангели. Тој ја посматрал славата на Творецот и ја сватил возвишената задача што му била наменета на човечкиот род ако му остане верен на Бога. Сепак, сите благослови ги загубил од вид, плашејќи се дека ќе го загуби дарот кој во неговите очи надминувал се друго. Љубовта, благодарноста и преданоста кон Творецот, сето тоа било потиснато од љубовта кон Ева. Таа била дел на неговото битие и не можел да ја поднесе мислата да се раздели од неа. Решил да ја дели незината судбина, значи одлучил. Ако таа мора да умре, ќе умре и тој со неа. А најпосле мислил тој, може би сепак е вистина оно што го кажува лукавата змија. Че почнал веќе да паѓа на страната на она што го гледа, она што го искусува едноставно. Пред него стоела Ева, убава и надворешно гледано исто онака како што била и пред да сгреши. Нема никаква промена. Таа кон него покажувала љубов дури повеќе отколку дотогаш. На неја не можело да се забележи никаков знак на смрт и тој решил да не мисли на последиците. Значи имал една страна Божјето откровение, од друга страна она што го искусил, што го видел, што го допрел, да кажем, и подклекнал. Затоа вели писмото и Павле вели јасно дека тој не бил измамен, туку свесно го направил чекорот. И сега, дали ова има некаква врска со настаните на последното време? Еве, почнавме веќе одамна ја проучуваме книгата Последните настани. Што има ова врска со настаните на последното време? Исус е вториот Адам. И ќе биде, односно бил искушен во се, како и ние, како и Адам. Односно, не како Адам, Адам бил искушен во едно и паднал. Но како сите ние. И ајде да видиме сега, да се подсетиме на искушенијата во пустината. Во Матеј 4 глава, Светиот Дух веднаш по крштевањето го води Исуса во пустината. И само да се подсетиме, пред да настапи тоа, како завршува 3 глава Матеј? Матеј 3 глава. Последниот 17 стих. Значи Исуса го крштеваат на Јордан, Јован Крстител го крштева, се отвара небото, слегнува Светиот Дух во вид на гулаб и се слуша глас од небото. Е, она што зборувавме о пуката, прашањето што го постави брат Јани, како да го препознаеме Божиот глас. Еве се слуша Божиот глас од небото и ете глас од небесата говореше: овој е мојот возлюбен син во кого ми е милината, или кој е по моја волја, таму вели друг превод. Овој е мојот возлюбен син. И сега Духот го води во пустината. Втори стих е: откако постеше 40 дни и 40 ноќи и најпосле огладне. Може тука да застанеме и да размислуваме како би изгледал човек кој што постел 40 дена и 40 ноќи. Сигурно нема да личи на себе. Сигурно ќе има изгубено доста од килажа. Не личи воопшто на Божиот син. И тогаш искушувачот му доаѓа. Ја гледа шансата и што му вели? Кој е првото искушение? И му вика, а пазите, како дошол? Како дошол ѓаволот? Како ангел на светлината. Ако си Божи син, 40 дена поминале, значи од прилика 6 недели. Не е мал временски период, поготово за пост, значи тоа е
Тоа се крајни напори, тоа е наистина само Божја помош. Пред 40 дена го слушнал гласот од небото. Ово е мојот возлюбен син. А сега искушувачот му доаѓа и му вели: ако си Божи син, кажи овие камења да станат лебови. Значи, тук, таму, в пустината се гледа некои камења, кои што вели Елен Вајд, таму во Копнежа неговите и наликувале на лебови, па, ајде, еве, ако си Божи син, направи од нив лебови. И како што кажав, како изгледал Божиот син? Истоштен, преморен, гладен, не личел на себе. Знаете ли со кои зборови ѓаволот, преправен во ангел на светлината, му се обраќал? Читате Копнеж на вековите. Знаеш што му велел? Погледни се. Ти личиш на Божи син? Си слушнал дека има паднат ангел кој што беше испрален на земјата? Ти си тоа. Отфрлен си и од Бога и од луѓето. А јас, ме гледаш мене? Јас сум Божиот син. И на Исуса тоа, што мисли, како се му изгледало? Сето оно што го гледа, што го искусил во пустината, како му изгледало? Сега тој пред одлука дали да го послуша Божиото откровение, или пак оно што го искусува, оно што го гледа, што го слуша. Се некако му изгледа така, како што вели искушувачот. Да, со тие зборови му се обратил. Јас сум Божиот син. Ти, она што било негова вековна желба, нели, стално брат Зоран ке каже дека ѓаволот е тој кој што му љубоморил на Исуса, на синот, а не на отецот. Тука била борбата. И сега тој му излегува и му вели: погледни се. Ти не си Божиот син, јас сум. И Исус, се му изгледал на Исуса дека можеби, дури му викал, па може и халуцинираш, што ти пред 40 дена слушна глас? Ај подсети се, можеби не беше така. Пред само 40 дена. Слично нешто како Адам, нели? Се му изгледало, нели? Нема смрт, нема никакви промени, се му изгледало дека можеби Бог не ја кажува вистината, туку дека змијата ја кажува вистината. Се му изгледало на Исуса и така, како да искушувачот ја зборува вистината, меѓутоа како одговорил Исус на ова? Што прифатил? Каква одлука донел за разлика од Адам? Адам не тргнал по оно што го гледал, оно што го искусил, што го гледал пред себе, што му изгледало така, туку, мислам, Адам тргнал така, меѓутоа Исус не тргнал така. Исус се држал на Божиото откровение. И во 4 стих му одговара и му вели: напишано е, човекот не ке живее само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Како е со нас? Каква е опасноста по нас денес? Апостолите, одnosno апостол Јован, поточно во првото свое послание, видите што запишал, како го започнува првото свое послание, прво Јованово, прва глава, први стих. Прво Јованово, прва глава, први стих. На што се повикува? Ова не е единствениот пат, често пати ќе го спомне Јован. Она што беше од почетокот, вели, прво Јованово 1.1. Што го чувме, што го видовме со своји очи, што го наблюдувавме, што го опипаа нашите раце за словото на животот. Да, меѓутоа и верувале, и биле 3,5 години со Христа, и гледале, и се, меѓутоа се осведочиле кој е Бог. Биле блиски пријатели со Него, како што видовме во пуката. Затоа и го распознавале Божиот глас. Кој е Божиот глас? И што е тоа што е во склад со Божјата воља, а што не. Меѓутоа, во наше време, како што е проречено, ќе ни излезат лажни апостоли, и ги има, кои што ќе велат: абе, ние видовме, ние опипавме, со своји очи го видовме тоа. И еве сега ви пренесуваме. Второ послание до Коринќаните. Ајде да се подсетиме. Второ послание до Коринќаните. 11 глава. Второ послание до Коринќаните, 11 глава, од 13 до 15. Зашто таквите луѓе се лажни апостоли
измамливи работници кои се преправаат во Христови апостоли. И не е ни чудо, зашто самиот Сатана ќе се преправа во ангел на светлината. Тоест не е ништо големо ако и неговите слуги се преправаат во слуги на правдата. Значи, можно е такво нешто? Можно е. Гјаволот излегол како ангел на светлината. Дори, да не забравиме, гјаволот на крајот ќе го имитира Христовото доаѓање. Ќе оди по земјата, ќе исцелува. И секи изгледа како да тоа е Исус. Може би секи ви изгледа, слушајќи ги тие лажни апостоли, кажувајќи ви, те ќе ви кажуват и своји искуства, ќе се обраќаат исто како Јован во ова прва глава тамо на почетокот. Ние видовме со своји очи, искусивме, допревме, опипавме. По денеска еден куп научници имате, експерти ќе ви кажат, ама тоа е испитано, проверено, наблюдувано со години, тоа е така и така. Иако може би е спротивно на оно што Бог го кажа. Пазите, тоа не е мало искушение. Кој некој ќе излезе со такво нешто. Денеска барем лесно е ќе отворите некој интернет портал или не знам. Како што ја имам навика, кој што навика може би не ми е баш многу добра, ќе отворам тамо на оние портали како grid.mk или daily.mk, кој што се слеваат и доаѓаат сите вести. Се на куп. Ајде, може би е добро, за да може би можеш да споредуваш кој лаже, кој не лаже, мада не треба ние се бавиме со тоа. Сите денеска лажат. Мислам, зборам за власт, кога е прашање за световни работи. Меѓутоа, ете, за да следам во кое време сме, што се случува. Но, тук, таму ќе прочитате нешто. Испитано е и научниците велат така, така и така за било која област. Еве, да речеме, како што од неодамна се возевме во автобус, се качи човекот во истиот автобус према Блатец, Виничко село е тоа, сте чуле, мислам некој општина е, не знам, поголемо село, мола? Блатец, Виничко, Виница, град Виница па Блатец, да, на тоа мислев. И човекот ми кажува, во Словенија работи и така натаму, негде пред пензија бил уште неколку години, вика, не можам веќе да издржам, напорно ми е, а и вика, стент ми вградија сега во февруари, има проблем, значи, со срцето. И кога почнала ми расправа што му кажувал докторов, значи, што му бранил, а што не му бранил да јаде, и му викал, јас за малку ќе прснев во смејама, се воздржав, па после почнавме малку муавет. Вика, свинско може слободно да јаде, значи, а тој природно, значи. Него оние обработени масти што се во обработени производи што ќе ги најдеш на полиците во самопослуга, тие избегави, ја свинско, тоа чисто, тоа е природно, тоа мислам. Тоа слободно може да го конзумираш. И сега дури може да ви наведат и некој научно истражување дека е така. Имаше и такви некои таму во Шведска испитувале, не знам, се ќе прочитате. И кому ќе му верувате? Утре ѓаволот ќе дојде престорен во Христа, ќе оди по земјата, ќе прави чуда, и ние исто како и Адам, или Ева, или еве како Исус во пустината, ќе бидеме во искушение. Дали ќе веруваме на оно што го гледаме, што го слушаме? Да не се заблудуваме дека сме многу паметни, драги браќи и сестри. Ние сме толку мудри колку што се држиме до оваа реч на мудроста. Што се држиме до Божјата реч, до она што Господ го објавил и го кажал. Че ќе се најдеме во некои такви ситуации. Може да се најдеме во ситуација во последното време, затоа што ни е опишено дека во последно време кој ќе се истакнува по правење на чуда? Ѓаволот. Че имате група на, така наречени христијани, кои што ќе прават чуда, ќе лечат можеби, ќе се случува кај нив, наводно можеби голема реформа, големо пробудување, ќе си речете можеби како да се излеал Светиот Дух кај нив, а од друга страна може ќе имате мала група на луѓе кои што ќе велат, ама Библијата вака вели. Ама Библијата вака вели. Тоа ќе биде големо искушение, тоа не е мало искушение. Че гледате, ќе слушате, а од друга страна тоа не се поклопи со Библијата. Библијата вака вели. Според мен, јас често пати сум кажал дека
големо искушение во наше време ќе биде и самиот екуменизам. Сите зборуваат веќе, и ќе си кажете, па зашто да не бидеме сите заедно? Да градиме мир, да градиме меѓусебна добрба, сите заедно, кој како сака нека си верува, ама сите заедно. Како што обично, нели, под капата на папата. Да. И тоа ќе биде искушение. Ќе рече, чекај, само ние се двоиме. Сите се заедно таму, а ние се двоиме, ние се правиме нешто многу посебно. Ама така вели Божјата реч, се што е противно на Божјата реч, треба да го отфрлиме. Инаку како Адам и Ева, ќе направиме големо промашување. Да, искушенијата нема да бидат мали, но како тоа ќе постапиме зависи од тоа како ние денеска се однесуваме кон Божјето откровение. Дали ние се држиме денеска до речта или пак не замајуваат некој ете или ќе видиме нешто, ќе слушнеме, ќе да не се лажеме по што го гледаме, што го слушаме, да го слушаме Божиот глас, што кажува. Само така ќе имаме успех. Нека Господ не помогне, нека Господ не одржи во овие времења, тешки, уште потешки доаѓаат, времења на големи измами, каде што ѓавол ќе гледа да ги измами ако може и избраните. Нека Господ не се очува во тоа. Амин.